Добар ден и добре дојдовте во Нулајн Плюс на телевизија Телма. Денес имаме една интересна тема. Станува збор за вештина која што секоја мајка би требало да ја совлада доколку има жеба, односно доколку сака да дои, а тоа е измолзување на мајчино млеко. Денеска во студиото со мене, односно тука со сите нас е доктор Денис Алкалили од Медика Плюс Истанбул. Потоа Наташа Мијат Крстевска, позната македонска пејачка, мајка на 2 деца, на Никита 1 година и 1 месец и Калин кој што е првача. Исто тука е Ангела Ристова Ѓоргиева со незиното синче Матео кој што има 5 месеци и веднаш до мене е Јулија Денкова која што исто така мајка на 2 деца, Наталија 9 години и Симон 2 месеца. Добре дојдовте. Добре те најдов. Доењето е многу важна работа, мајчиното млеко е многу здраво, тоа го знаат сите, но не секоја мајка може да дои. Ќе започнеме тука, доктор Алкалили, зошто е понекогаш неопходно мајката да се измолзува? Најчесто измолзувањето е потребно во почетокот на доењето со цел да се на некој начин поттикнат градите да создаваат млеко, меѓутоа зависно и од условите во кои што ќе се најдат мајката и бебето, значи доколку мајката и бебето мора да бидат, да речеме, одделени одреден период поради некој проблем, значи дали е здравствен на бебето или на мајката, исто така доколку дојде до преполнетост на градите во текот на првите значи недела две после започнување на доењето, генерално значи измолзувањето е една вештина која што би требало секоја мајка да ја совлада во почетокот, значи со започнувањето на доењето. Мијата, како вие се најдовте во ситуација да треба да се измолзувате? Па, со првото дете беше, да кажам, воопшто незаинтересирано за доење. Значи, не само, како што вика докторот на почеток, тоа продолжи, траеше 6 месеци. И тогаш исто да не беше целата ситуација со електрична пумпа и самата, што викате, вештина на доење, односно на измолзување, јас ќе настрадав сериозно. Значи, измолзувањето, без разлика дали е со рачна, електрична, за мене, например, пумпите на Медела искочија дека се најдобитно решение. Така. Пробав и со рачни, меѓутоа, кога станува збор за големо количество на млеко, колку е по-моќна електрично самостојно пумпата, толку е подобро за мајката. Исто нели како за стимулација да доаѓа повеќе млеко и самото чувство на ослободување кога има товар во градите, кога има големо производство на млеко, можам да кажам дека пумпите беа спасение за мене. Значи, како во првото искуство со првото дете доењето, така и во второто, затоа што пак за второто дете, иако беше многу амбициозно цицалче, производството мое на млеко беше валјда како за 2 деца. И повторно пумпите тука имав и соработка и со Криосейф, Бимек, значи тука беше многу за мене, пак да кажам, најдобра пријателка пумпата, затоа што многу пати сите се загрижени со мајките кои се дефицитарни на млеко, а не толку се говори за мајките кои што имаат ексес на млеко и што значи тоа за нас здравствено. Не само мастити, него и сите понатака тумори од згручување што може да се јават и цисти, така да голема пофалба за денешната емисија и темата пред се. Благодарам и ви благодарам што еве дојдовте во емисијата да зборувате токму на оваа тема. Ајде да позборувам и со мајките. Тука имам 2 мајки во студиото кои што своите бебиња ги хранат со мајчино млеко, но не ги дојат, туку само се измолзуваат. Еве Ангела, можеме да започнеме со вас. Како кај вас се случи такво нешто? Кај нас беше, да речем, анатомски не беше возможно да се дои. Значи, он се роди со мала родилна тежина. Јас имав така, анатомијата моја не ја поддржуваше неговата мала уста, плюс се роди со френулом под јазичето и тоа веќе беше една од најголемите проблеми кои што кај нас се појавија, но он не можеше никако да цица. Буквално се чуда и сестрите, викаат не сме виделе до сега бебе кој што буквално се бори со градата, не сака да фати да цица и изборот беше или ќе дадам адаптирано млеко или мајчино. Јас бев решена 100% тоа да биде мајчино млеко. По 5 месеци, еве веќе 2 месеци скоро, ние сме 100% ексклузивно на мајчино млеко, меѓутоа молзено. Не доем. Тежок ли е тој процес на измолзување секој ден? Не е тежок, значи мене не ми е проблем ниту еден момент од молзењето, само едно ми е мака. Времето кое што го губам да поиграм со него, јас се измолзувам
веќе 4 до 5 пати на ден, зависи во најчесто 4 пати на ден, меѓутоа некогаш кога имам повеќе млеко, тоа зависи од тоа што сум јадала претходно и слично, тогаш веќе одам и 5 пати на ден. Меѓутоа најчесто се одам 4 пати на ден, гледам тоа да е кога му спие, Така. кога сме сите дома, да има кој да го занимава, да не биде запоставен, затоа што како што реков, само тоа ми е проблем. Да не страда неговото време на сметка на моето мозење. Така. И гостинката Јулија исто така поради анатомски проблем мораше да премина на измолзување. Како изгледа кај вас сето тоа? Кај нас малку по трагатично заради тоа што имам керкичка која што оди на школу и мора да посветам и на неа внимание, но сепак се трудим. Значи, пак ќе кажам, нокеска за некој за спање, за мене за одмозување, за да надокнадам за млеко, за да имам преку ден, за да можам да се поиграм со другото детенце, а исто да го надокнадам времето со бебенцето. Така, вие користите рачна пумпа, Рачна така? пумпа на 2 сата се одмолзувам и како што рече господја Мијата, значи тоа е товар на граите. Ако не го одмолзиме млекото, значи тоа е како да носиме нешто на граите, значи како камења да носиме. Буквално така. И со тоа и така се стимулира млекото за да надојде повише, значи не даваме вештачка храна, а сепак ако не сме со одмолзување сигурно ќе сме биле наде. И Така. тоа што го велат, го дохранувам е 1 месец само, после се оде наде. Пошто никоја мајка не го дарунувала детето до година и да дава мајчино млеко. Се работи за вештина. Одмолзувањето е вештина. Зошто на почеток се случува градите да бидат преполни, а мајката да може да измолзи 2-3 капки? Млеко. Па видете вака, значи прво самото одмолзување многу интересно што сите примери се за мајки кои што континуирано одмолзуваат и веќе ја развиле таа вештина. Меѓутоа на почетокот тоа зависи и од самата вештина, од самата упорност на мајката, меѓутоа зависи и од психичката состојба, зависи и од состојбата, значи од опуштеноста на мајката, значи треба едноставно да се даде доволно време за да почне млекото само да тече. Веќе со текот на, да речеме, со текот на воспоставувањето на тој ритам и со сигурноста која што мајката има и самоувереноста дека навистина прави нешто добро за детето, доколку навистина не може да дои, тогаш секако е подобро детето да биде на мајчино млеко отколку на друга, значи вештачка исхрана со адаптирано млеко. Така да кога практично мајката ќе го усоврши тој процес, веќе таа е многу поопуштена и самоуверена и тоа ја овозможува поголеми количини на млеко да создаде. Значи колку и да има мајчино млеко во исхраната на детето застапена, тоа значи многу за детето. Значи без разлика дали е малку или многу или целосно, значи е со мајчино млеко одмолзено хрането бебето, тоа е навистина многу и од здравствен аспект и од психолошки аспект, па и од аспект на подобрување, да речеме, на таа врска помеѓу мајката и бебето, која што секако гледаме тука, значи кај мајките кои што се во студиото, дека навистина таа врска е зачувана, односно дека постои таа поврзаност со бебето, значи многу значи посветеноста на мајката. Мијата, колку млеко успевавте да измолзите? Вие ми кажавте дека имате голема количина замрзната. Да, значи после 9 месеци континуирано, па и помалку, 6 месеци континуирано измолзување, на крајот на тој период имав замрзнато преку 10 литри мајчино млеко. Огромна количина. Значи така. секојдневно, покрај сите подои, 150 милилитри минимум замрзнував. Сакам да се надоврзам на докторот дека не само психолошкото спремност на мајката, дека многу е битна и физиолошки, природно, значи хормонално, природната предиспозиција. Јас конкретно бев случај со царски рез за двете деца. За второто дете се очекуваше веќе дека после 5-тиот ден ќе надојде млеко. Јас на вториот ден молев за пумпа. Веќе беше, значи, што ви кажат, нели, чудно, исклучок, секоја жена е засебен случај. А мојот случај со замрзнувањето е уште една потврда дека е жалосно што немаме банка за млеко. банка каде да го дадам. Значи јас на пример сега веќе моето млеко е со поминат рок, а деца кои што чекале, значи со поднормална тежина родени, прерано родени, кои што мајки можеби организмот се уште не произвел млеко, и јас сигурно не сум единствената жена во Македонија што имала вишок, значи што сме можеле да го донираме, да го дадеме без никаква надомест, немаме се уште за жал. Да. Така, значи ова млеко има рок на траење, потоа се фрла. Да. Значи се замрзнува на минус 18 степени или повеќе.
и тогаш во длабоко замрзнување и тогаш има рок на траење до 6 месеци. Така. Може да покажеме во какви кесички се чува, како изгледа пумпата Така е, на... да. Јас, значи, најмногу ги користев овие затоа што имав и соработка со Бимек. Повторно отидов со нивните производи, меѓутоа ми требаше нова пумпа. Старата беше зарѓана од калин, максимално искористена. Значи, самите кесичиња се стерилизирани и го отвараш тука. Прво на пумпата, како што се собира млеко, во шишето се собира и потоа од шишето го отварам и го претурам млекото. Така. Се полни, се затвара и секогаш го пишувам датумот и количината која што сум ја замрзнала и потоа значи го пакувам да биде во овој формат и можам да ви кажам 2 фиоки беа полни. Верувам. Да, 10 литри тоа што е викате вештина, да, сериозна тоа што викате количина. вештина, која ќе се уходаш, да, нели е многу поедноставно. Јас дури мислев дека мене ми е полесно него да го дојам со првото дете. Меѓутоа, после со второто, кога видов што значи да си цица ноќа, да не морам да станам во сред ноќ во 3 да се мозам, сватив дека и текако доењето било поедноставно од измолзувањето, меѓутоа со прво немаш репер, Так. сметаш дека тоа е нормално и фала му на Бога што постои таква алатка за мајките кои што се амбициозни по секоја цена детето да му дадат свое млеко, да не го дисконтинуираат, за да може да ни се овозможи таа таа привилегија. Тоа се само упорни мајки, Да, тоа сватите пред дека се, тоа значи, се упорни мајки, амбицијата, да, упорноста е тука клучна. Ангела, вие колку успевате да измолзите? Пак ќе речем, све зависи од тоа што сум јадела претходната вечер, претежно. Не вечерам доцна, меѓутоа се трудам тоа што го јадам како последен оброк да биде покалоричен оброк, затоа што тоа пак резултира со многу млеко наутро. Утре во извадив 360 мл млеко, тоа се за него Колку оброци? 2,5 па скоро 3 оброка. Така. Со нешто што сум имала од синока останато, го складирам. Да, може ли ми прикажете овие вие, мали, овие се чашки за лабораторија, меѓутоа Така. се консултирав со Стерилни доктор. се. Да. Стерилни се, БПА фри се, можат слободно да се користат за млекото, ги складирам, од кога ќе завршам ги мијам со сјај, ги стерилизирам дополнително така да се чисти во секое време, значи овдека собира 140 мл. Така. Тоа е сега за него доволно. Значи сега пие 120 мл, меѓутоа покажува амбиции за малце повеќе. Најмногу имам измолзено во еден ден е 900 мл млеко, Така. што е веќе нешто количина на млеко која што ја пополнува целата негова резерва за тој ден, па останува ништо и за сабат. Имате фрижидерче во кое Да. што го носите Ова е млекото? термоторбица која Така, што е обложена со термоторбица. стиропор. Така. И во оваа термоторбица млекото останува од фрижидер ладно 6 сати, значи Така. исто како од фрижидер кога ќе го извадиш, останува ладно, меѓутоа веќе после кога ќе почне да се стоплува млекото, исто го продолжува мајчиното млеко на температура до 24 степени, 6 до 8 часа може да се конзумира. Така. Меѓутоа во оваа торбица тоа се одложува до 12 часа. Така. Значи можам комотно да му го дадам на детето, значи мој совет до сите мајки кои што се одмолзуваат. Ако ви е сомнително млеко, да слободно пробајте го, мириснете го, доколку тоа има нормален мирис и вкус, значи е нормално и за бебето да го пие. А ако не е млекото како што треба, бебето нема ни да го вкуси. Така. Нема да го пие. Какво и да е, нема Така. да го пие. А какво е вашето искуство? Бидејќи со рачна пумпа се измолзуват, успевате ли толкова количина? Успеваме на Да. 2 сата по 70 или 80 грама. Некако сме навикнати затоа што со прво да се одмолзувавме исто. Со истата пумпица и сега и со второто. Да нагласам еден момент, се спремавме за синчето со мојот сопруг и во една продавница догледавме таква пумпа. И тој ми каже, ајде да купиме пумпица. Јас, не, со ова не се одмолзувам, ова ќе цица. И како да го заречев моментот и така, моравме да се одмолзувавме Така. за да напреднува. Така. Што говори вашето искуство? Дали има доста мајки кои што го прават ова? Се повеќе во последно време. Јас како педијатар морам да кажам дека секогаш прв избор на докторот како совет, значи првиот совет и прв избор на сите мајки би требало да биде доењето. Меѓутоа, доколку има потреба од измолзување, односно доколку постојат пречки како што е во случајот со детето кое што имало френулум, значи кое што било пред време родено со помала родилна тежина, може да биде и терминско со помала родилна тежина, во тој случај детето во почетокот навистина не може да цица. Значи тоа е слабо, нема доволно сила. Некогаш ако е пред време родено, да речеме како случај,
има и дискоординација помеѓу процесот на голтање и дишење кај предвреме родените и тогаш навистина е многу значајно измолзувањето. Значајно е за бебето затоа што го добива тоа што е најдобро за него, меѓутоа значајно е и за родителите затоа што чувствуваат дека придонесуваат на некој начин за своето бебе. Доколку не успее мајката да дои, секако како што кажавме, одлично решение е измолзувањето, складирањето на млеко, банката за мајчино млеко е секогаш нешто што е потребно. Значи секогаш има мајки кои што успеваат да извадат повеќе млеко, кои што успеваат да измолзат повеќе млеко и тоа млеко би требало да се искористи токму за тие бебиња кои што не можат или кои што едноставно немаат мајките млеко. Може ли неколку практични совети? Како се одмрзнува млекото? Дали сме во одмрзнато млеко да се стави свежо млеко? Може ли некои такви совети да се споделат со гледачите? Јас конкретно, значи никогаш не сум го одмрзнувала во микровална печка, затоа што сметам затоа што сметам дека микровалната го менува нанокристалниот формулат на млекото. И најчесто, значи како што ќе го земе вака во она лонче големо полалитарско со топлена кај вруќа вода, го оставам и после тоа самото, например, додека се спремаш за други работи, самото се одмрзнува, пробувам со прст малку да го пипнам, ако сметам дека е нели она топла преку 37 температура наша, го дам. Значи тој веќе осет, нели имаш од сигурно за првото сум пикала термометар, сум се тресела све, меѓутоа нели со тек на време сваѓаш дека ако е млако како за нас, што кажа и господјата, ако е за нас добро млекото и за бебето е добро млеко. А смее ли да се помеша свежо измолзано со стоплено? Јас немам конкретно искуство со измолзување. Мислам дека смее за тоа што значи нема проблем. Дури кога на пример сум замрзнувала, знам во текот на денот да го соберам млекото. Значи од повеќе подои, после повеќе подои да собирам количина да се доизмолзам и на крајот на денот да биде, да кажеме, нели 200 мл акумулирано од цел ден млеко, па го замрзнувам. Така да тоа веќе е помешано од повеќе храни, повеќе подои, така да мислам дека не би било проблем и да го одмрзнеш помало количина, па да додадеш сега тазе, пресно измолзено. Јас би сакал да го ставиш и сервираш. Јас би сакал да додадам, се извинам, за составот практично на мајчиното млеко, значи содржи многу активни и пасивни имунолошки значајни материи, како што се лизозим, како што се имуни клетки, антитела, кои што практично на некој начин го прават поотпорно и на собна температура да се чува, како што кажеме 4 до 8 часа на собна температура. Меѓутоа многу е значајно ако се помеша дека мора да се водиме према тоа дека одмрзнатото млеко мора да се даде во некој одреден краток период, затоа што со замрзнувањето и самата способност на мајчиното млеко за да се одбрани од раст на бактерии внатре во него, затоа што и тоа млеко има некои одредени бактерии, меѓутоа како што кажеме тие се нели корисни бактерии кои што е дозволено, значи не е штетно. Меѓутоа ако е одмрзнато, тоа би требало во краток рок да се затопли, да се загрее и да се даде и не би требало повторно да се замрзнува или да се чува подолго. Така да ако се помеша, веројатно ќе биде со цел да се тоа веднаш конзумира. Така да тоа е многу важна порака за оние кои што планираат да се одмолзуваат и да чуваат, меѓутоа важна препорака и за оние што даваат адаптираност, значи мора да ги спомнеме и тие мајки. Значи секако тука постои еден момент нели на некој начин, значи да не ги осудуваме и тие што не можат да дојат или што не можат да се измолзуваат, значи сепак би требало да направат колку што може. Адаптираното млеко е значително поотпорно поосетливо на раст на бактерии и може побрзо да се раси. Така, со ова млеко инаку можат понатаму кашички да се прават, така? Може да се употреби на различни начини. Ние повеќе немаме време, тука ќе морам да ја привршам емисијата. Се надевам дека ги мотивиравме мајките кои што сака да дојат, дека да не се откажуваат. Еве еден краток совет, сосема кратко, значи да продолжат сите да бидат упорни, тие што сакат да дојат нека да бидат упорни, ако не можат од некои причини да се одмолзуваат, пошто тоа е еден момент кој не се враќа во животот. Значи ќе пијат праска, ќе јадат сок од праска, ќе пијат сок. Ќе се хранат здраво, ќе прават се што е во нивна моќ за да може да ја подобрат лактацијата. А за дојни за мајчино млеко е 1 до 2 години, повеќе не. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Ви благодарам што не следевте со внимание. Гледајте неповторно утре во редовниот термин од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.